Денес во Ангропромет во овие идеални прекрасни услови во овој новиот објект на Ангропромет Тикашанка, кај што е и хотелскиот дел и каде што се одржуваат и свадби, нели? Ја правиме 25-та колонија. Условите се прекрасни, амбиентот е преубав. Ова ателје кое што е привремено направено од ова ресторанска сала е прекрасно, така да авторите творат и се презадоволни. Нормално, вие спомнавте дека бројот е намален ради ова пандемија, ама сепак е повеќе од 20 души, што значи дека во нормални услови другите колонии имат и помалку број. Но, земејќи го предвид дека поранешните ликовни колонии во Кавадарци знаеле да бројат и повеќе од 60 души, да, сега, во однос на тоа време, сега бројот е намален. Но, делата се тие кои што ќе ги видиме утре вечер на затварањето на оваа ликовна колонија, кога ќе имаме и еден рок спектакл, рок концерт со изложба на овие дела. Авторите ќе бидат презентирани, нивните имења со нивните дела ќе бидат презентирани утре. Но многу битно е да се каже дека локалната самоуправа, градоначалникот, председателот на Советот Ристо Сакалиев и целата политичка заедница дава поддршка на оваа ликовна колонија, како и бизнис секторот од Кавадарци и од Република Македонија. И јас ја користам оваа прилика да им се заблагодарам, оти сепак без нив и не може да се одржи еден ваков голем проект. Значи, некаде околу 25 ликовни уметници од повеќе земји од Европа, една недела да бидат 24 сата присутни, да творат, да живеат, буквално да живеат, е сепак голем товар и тежок за организација. Но, имајќи во предвид дека Кавадарци е град на ликовната уметност и дека ликовната уметност ја сакаат граѓаните и има голем број на ликовни уметници кои што живеат и творат во Кавадарци, мислам дека сето тоа лесно се организира. Помна дека затворањето на ликовната колонија ќе биде утре вечер, 27 август во 20:30 часот овде во овој простор, во овој двор на отворено со еден голем рок концерт и ликовна изложба, презентација на делата кои ќе бидат создадени на оваа ликовна колонија.